Високите температури влијаат на здравието од различен аспект. Имено влијаат и на храната која што ја консумираме, па треба да бидеме внимателни и што јадеме ние, се разбира и што им даваме на децата, бидејќи труењата во овој период од годината се зачестани. Со каква симптоматологија доаѓаат родителите и децата кај педиатрите, кои се советите кои што треба да ги послушаме во овој период од годината? Дознаваме од нашата соговорничка. Велам добро утро за доктор Драгана Имамараковска. Добро ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Споменав, докторка, летниот период е тесно поврзан и со труењата со храна, па ајде така да почнеме со каква клиничка слика најчесто доаѓаат пациентите кај вас во ординација деновива? Труењата со храна секоја година ова време во годината се многу се почести. Веројатно заради тоа се должи на употреба на храна која што не е доволно термички обработена и така натака. Меѓутоа, она што е заедничко за сите типови на труење, без разлика кој е изворот на труењето кое што може да се предизвика, е со повраќање, главоболки, покачена температура, малаксалост. Тоа се сите симптоми кои што за жал се слични со симптомите кои што ги има кај стомачниот вирус, кој што секое лето го имаме, па и оваа година не избегна. Меѓутоа, мораме многу да внимаваме во однос на тоа кога ни се појавиле симптомите, дали, например, не знам, сме јаделе нешто, не поминале 2 до 3 часа од кога сме го консумирале нештото, ни се појавуваат таквите симптоми кои што ние ги имаме. Сето тоа треба да го убаво размислуваме кога ќе ги добиеме симптомите. И кога веќе ги споменавте симптомите, кои се оние симптоми кои што укажуваат дека е неопходна медицинска помош? Тоа е неконтролирано повраќање, кое што го има, големи болки во стомакот, може да дојде до појава на грчеви во стомакот, течни столици, малаксалост кај детето, промена на бојата на лицето, тоа се симптоми за кои што не треба да чекаме без разлика и навечер да ни се случат, тогаш треба да одиме во дежурните служби да видиме што и како се случува. Сепак е лето, шансите за дехидратација ни се многу поголеми во однос на зимските периоди, зимските месеци во годината. Колку време траат симптомите на труење со храна? Знам дека е индивидуално, но не, тоа не и зависат од ајде да ги поделиме од две групи. Добра. Прво од каков е отпорноста на организмот и за која возраст на дете се соочуваме и така натака, меѓутоа и од типот за труењето за кој станува збор. Например, ако станува збор за труење од храна предизвикана од бактериски токсини, тогаш тоа може да биде многу сериозно и може да трае многу долго. Салмонелата е нешто што ние ја имаме во текот на целата година, меѓутоа симптоматологијата на салмонелата некогаш трае до 40 денови. Се зависи од тоа што ќе ни се случи и од што ќе ни се случи. И тугаш ајде да ги опфатиме двата аспекти на приказната. Каква храна треба да консумира децата во овој период од годината, односно на што да внимаваме и што да им даваме, и од друга страна, доколку имаме труење со храна, во процесот на лекување каква храна треба да се дава, а каква да се избегнува? Прво, секогаш треба да јадеме термички обработена храна и убаво е да тоа биде од продавница запаковано и така натака. Не дека не може да купиме сладолед, меѓутоа секогаш треба да внимаваме во смисол што од каде го да биде проверен купувачот, каде што го купуваме. Дека треба да купиме, не знам, хот-дог на улица сега во ова време, мислам дека баш не е ни добро тоа да го правиме. Така да од тој аспект треба многу да внимаваме, значи да биде термички обработена храната или она што ќе го купиме да ни личи свежо. Секогаш пред да му го дадеме на детето да го помирисаме, храната која што има одредени токсини го менува мирисот за многу кратко и бојата и мирисот и вкусот за многу кратко време. Можеби е пожелно се што па дури во фриждер сме купиле нешто вчера и ни стои, пробајте го пред да му го дадеме на детето. Што е со сладоледите? Сладоледите се тешка тема која што никогаш не може да ја не може да кажеме не може да јадете сладолед, меѓутоа барем јадете овошни сладоледи. Во овошните сладоледи има најмногу вода. Има најмногу вода и боја и ништо друго, така да немаме толкав ризик од труење со храна која што може да ни се фати. За разлика од тоа, јајцата ни се секогаш извор на салмонела која што е многу сериозна, исто и млекото и млечните производи, така да подобро, за да сме посигурни, подобро дадеме овошни сладоледи. А во однос на храната за деца кои што веќе имаат симптоми на труење со храна? Прво треба да видиме какви се симптомите. Порано беа ставовите дека треба долго време да држиме некоја си одредена диета, детето да јаде многу лесна храна, сега веќе тие препораки се напуштаат. Односно, првите во актот кога ќе ни се случи труењето со храна, имаме една состојба каде што детето неконтролирано повраќа, малаксало е, може да има тешни столици, болки во стомакот, тогаш треба да ги првично копираме симптомите. Не е страшно
страшно ако детето не ни јаде неколку часа. Меѓутоа многу е важно да пие, да внесуваме како вода, така и електролити, за да можеме да го намалиме степенот на дехидратација и симптоматологија која што ќе го имаат децата. Потоа треба да ги смириме цревата, односно да се намалат тие симптоми, гасови и болки во цревата, и тоа би траело, зависи како што, меѓутоа таа лесна храна во смисол на потечна храна, супи, двопек, печено лепче, банана, морков, ориз, тоа се стандардните препораки кои што кога имаме течна столица, првите 2 до 3 дена треба да бидат. После тоа постепено внесуваме храна. Ама тоа не значи дека ако денеска немаме симптоми, утре хамбургер треба да јадеме. Тоа не, цревата ни се уште, јас многу често во ординација викам, ни се љути, треба да ги смириме и полека да ги стабилизираме, меѓутоа треба да внесуваме храна, да не го изгладнуваме организмот. Децата кои што примаат витамин Д капки, знаете во овој период од годината да им кажете добро да ги сопреме бидејќи имаме сончева светлина многу повеќе. А што е со пробиотиците? Треба ли да ги активираме повеќе во овој период од годината? Тоа имаме храна која што е богата со пребиотици. Пребиотиците се храна за нашите добри бактерии во цревата. Ако ние правилно се храниме, односно јадеме салати, јогурт, млечни производи, грчки јогурт, пиеме, тоа се пребиотски производи кои што ни се доволни за да ни ги активираат нашите добри бактерии. Меѓутоа, ако почувствуваме симптоматологија во смисол нелагодности во цревата или треба да одиме да патуваме на екзотични места, Грчка не е екзотично место, место каде што не знаеме каков тип на храна ќе имаме и така натака, тогаш треба да воведеме пробиотици. Не е на одмет да воведеме пробиотици, меѓутоа не треба ни да ги даваме многу долго. Ние веќе период зборуваме за истата работа, долгорочната употреба на суплементи, организмот го прави мрзлив. Тој не сака да си ги земе хранливите материи и потребните материи од храната која што ние му ја нудиме, него си ги чека лековите кои што треба да ги земеме. Тоа ни е многу важно. Така да. Ќе се задржам на оној момент од одговорот кога споменавте цревата ни се лути, па кога поминат симптомите треба да помине извесен период, а да не да се вратиме на старото темпо на исхрана. Што значи тоа? Колкав е тој временски период, ние родителите сакаме прецизни. Па еве нека биде 2 до 3 недели. Добро. Од кога ќе јас вака им викам на пациентите. Не знаеме ние колку денови ќе трајат течните столици и нарушувањето на гастроинтестиналниот тракт. Меѓутоа кога ќе се стабилизира, односно кога ќе се вратиме на нормално функционира, се е нормално јадат, нормално е, се е нормално, нема гасови, нема болки во стомакот, нема ништо. Нека останат уште 2 недели до 3 пробиотиците и после тоа веќе постепено можеме да ги намалуваме и да ги исклучиме од употреба. Ова е период кога имаме навистина високи температури, голем дел од граѓаните и патуваат со деца, па веројатно добро е да ги потсетиме на што треба да внимаваат. Многу е жешко и ќе биде жешко во текот на цело лето. За среќа, се повеќе и повеќе луѓето имаат клими во автомобилите, па можат полесно ни е патувањето кое што го имаме, меѓутоа сепак убаво е да кога патуваме си имаме план на патување. Не е добро со мало дете во 12 на ручек да тргнеме на пат. Ние не знаеме каде ќе одиме, колку ќе има гужва на пат и така натака. Меѓутоа треба да си направиме план во смисол ќе тргнеме тогаш, па би застанале таму има малку сенка, ќе одмориме, па ќе продолжиме понатака со патот. Во текот на патувањето, па и таму каде што ќе одиме и дома и цело време, треба многу да внимаваме со суплементацијата на течности. Со вода, со електролити, со овошје свежо да се јаде, салати да се јадат, колку можеме повеќе свежо, на тој начин да ја внесуваме водата во нашиот организам која што имаме. Меѓутоа треба и тоа да внимаваме. Ако децата одат надвор и играат фудбал 2 часа, нема да им треба само вода. Тогаш веќе ќе треба да им додадеме и малку електролити, затоа што водата не содржи се од тоа што ние ќе изгубиме во тој процес на 2 часа играње фудбал. А греота се децата да им речеме не може фудбал, не може ова, не може точак, не може. Па зошто го чекале летото, треба да одат на училиште од септември. Да, апсолутно се согласувам со вас. Уште една дилема да расчистиме во однос на плажата и што се ни е потребно на плажа со дете. Фактор за сончење. Тоа е првото, апсолутно го знаеме. Прво тоа ни треба. Но најголема дилема во однос на фактора за сончење, тоа го зборувавме изминативе неколку денови, колку често треба да се нанесува кај децата. Реално, знаете, тоа е СП факторот кој што значи, тоа е времето кога треба повторно да биде намачкано. Ако купиме фактор 50, тоа значи на секој час треба да го мачкаме детето. Меѓутоа јас
малку сакам различно да и така им викам на родителите. Во 8 сабајле не мора да намачкаме фактор за сончење. Треба сонцето да не запознае нас. Сонцето не ни е најголемиот непријател. Треба да внимаваме како се однесуваме со сонцето, ама во 8 наутро не мора да се мачкаме. Во 9, 9 и пол веќе ако е многу жешко, ќе се намачкаме. Меѓутоа после 11, како и да е, треба да се повлечеме од сонцето некаде до 5 часот. Од 11 до 5 степенот на изложување на сонце е преголем. Не штитат чадорите. Сега гледам измислиле некои УВ чадори со ПСК. УВ, не сме сигурни дали тоа е така и колку е така. Убаво е да се повлечеме под сенка. Не мора да биде во апартман. Ако одиме таму каде што ќе одиме ние, има доволно сенки кои што се доволно дебели, нема да ни помине сончевата светлина толку многу, можеме да седиме, али да седиме под сенка. И веќе сме расчистиле дилемата дека со бебе може да се патува, треба да се внимаваме, но може да се патува. И сега сакам уште една дилема да расчистиме. Изминативе денови, да речеме, низ парковите во Скопје, можев да забележам, лично зборувам, многу често слика каде што шетаат родители со деца, облечени по куси ракави и куси панталони, дечињата во долги облека со долги ракави. Тоа е дилемата и болката 200 години и 200 години ќе трае, мислам, дека тоа нема да се намали. Им студили на бебињата? Не, и бебињата им е жешко како и на нас што ни е жешко, ама луѓето мислат дека им студи. Како велат немаат циркулација? Ама имаат, ако се поладни. За жал бебињата немаат терморегулација. Ако ги преоблечеме ќе добијат температура, ако ги пресоблечеме ќе бидат поладни. Така да ние треба да внимаваме. Секогаш важи правилото, ако ние сме собретели и ни е жешко и на бебето така ќе му биде жешко. Значи една облека, едно парче од облеката плюс. Ако во смисол ни е добро и комотно со мајца со кратки ракави, бебето одоздола немаме ништо, бебето може да има тенко боди одоздола без проблем. Ама ќе биде босо и ќе биде со кратки панталони, нема да биде покриено. И исто така јас тоа го забележувам, извини ќе те прекинам. Нема да ја покриваме количката со пелена одозгора. Треба да дише воздухот, така му правиме лошо на бебето. Подобро не го вадиме надвор, него да го забарикадираме и да го однесеме надвор. Не сме го прошетали и не сме му направиле добро на бебето. Ова се неколку дилеми кои што моравме да ги расчистиме, бидејќи во овој период од годината апсолутно се актуелни. И јас се надевам дека сите совети се добродојдени за родителите кои што ќе патуваат и ќе им олеснат во голема мера. Јас исто така се. Благодарам за гостувањето во 30-та. Благодарам на поканата.